Сакам да соопштам дека како општина Центар продолжуваме со проектот за обновување на енергетско ефикасни фасади. Тоа значи продолжуваме она што го започнавме минатата година, а тоа е поставување на вакви ефикасни фасади од енергетски аспект, односно поставување на термичка изолација на колективно стамбените згради во општина Центар. Она што е многу битно е да се напомене дека со поставувањето на овие фасади, сметката за енергија ќе се намали некаде, сметките за грејење кои што ги плаќаат граѓаните ќе се намалат некаде за третина, што е се разбира многу битно во овие услови кои што денеска живееме во Центар, во Скопје, во Република Македонија. За 2014 година обезбедени се средства за 11 нови фасади, тоа значи дека плюс 11 стамбени згради во општина Центар ќе добијат вакви енергетско ефикасни фасади. Она што знам дека предизвика интерес овие денови, тоа беше оваа фасада која што се наоѓа позади мене. Сакам да напоменам дека оваа зграда го носи името Папагал. Оваа зграда не е 60 години воопшто реновирана, што значи после 60 години првпат се интервенира на нејзи и се постава ваква енергетска ефикасна фасада. Во 60-тите, како што кажав, таа го носи името Папагал и имала 5 бои покрај основата која што била сива. Точно дека овие бои што сега ги поставивме се посветли, но тоа е она нова свежина која што сакаме да ја додадеме. Овој објект е отворен пред 7 дена, но почувствував потреба овде да држиме пресконференција каде што најавам дека оваа година ќе продолжи овој проект кој што сметам дека е исклучително битен за граѓаните на општина Центар. За крај една многу битна информација, за каде што јас ја гледам разликата што ние го правиме во однос на некои други кога зборуваме за фасадите. Сите фасади кои што ги обновуваме во општина Центар го задржуваат претходниот изглед и што е многу битно, ниту една фасада ниту била направена, ниту се прави сега, ниту ќе се прави без согласност на граѓаните, на жителите во стамбените згради. Тоа значи дека прво обезбедуваме согласност, што е многу битно како принцип и со ова сакам да порачам дека мислам дека и владата и градот Скопје треба така да работи и дека без согласност на жителите во наведените згради едноставно би било наистина некоректно да влегуваме како институција. Во оваа зграда има 5 фамилии кои што се архитекти, така да не беше воопшто лесно да се постигне некаква согласност, но на задоволство на сите се согласивме токму вака да изгледа оваа зграда која што тогаш во 60-тите, веројатно и денеска ќе го носи името Папагал. Никако не се совпаѓа со барокната природа на Скопје. Размислувавте може би за барок? Да, не е тајна дека гледиштето на новата управа, новата власт во општина Центар не се совпаѓа со тоа што го форсира владата како барок. Напротив, знам дека има контрадикторни, различни размислувања за оваа фасада, но исто така знам дека предизвикува насмевка, предизвикува сосема друго расположение. Сакам да работиме нешто што е сосема спротивно од барокот. Градот Скопје века распиша оглас за реконструкција на плоштадот ВМРО, а во меѓувреме и раководството на ГТЦ го турка проектот и најавува дека во текот на летниот период ќе започнат градежните работи. Најавивте пред неколку месеци дека нема да издадете дозвола како градоначалник за овие проекти. Веќе дадов неколку пати одговор за ГТЦ. Значи, согласно постоечкиот ДУП и законската регулатива денеска, тие не можат да реконструират ништо во ГТЦ, затоа што кажав дека таму на таа парцела има дивоградба. Но напоменувам, власта е кај нив, мнозинството во парламентот е кај нив и се очигледно може да се случи. Нема дилеми дека законите се менуваат за да може да се интервенира во ГТЦ, додека со овие закони и додека е оваа власт во општина Центар, ние ГТЦ нема да го дадеме. Што ќе биде понатаму доколку целосно се смени регулативата, ќе видиме, ќе преземеме чекори, но ќе видиме какви тие ќе бидат. Каква е постапката со споменици, со спорните споменици? И тоа кажав кога имавме во петок седница дека треба извештајот да биде разгледан на советот и потоа ќе постапиме онакако што набележав. Јас сакам да имам состанок со градоначалникот на градот Скопје. Вие знаете дека ние ги дадовме на одржување сите објекти што се од Скопје 2014 и сакам да го кажам јасно ставот на општина Центар. Не сакам ова да биде сватено како некој политички гест, не сакам отстранувањето ни во градбите во општина Центар, особено на ова место каде што ме прашувате, да биде сватено како некое пресметување со власта. Не се пресметам власта, се пресметам со сите оние што сакаат да постават нешто во општина Центар кој што е надвор од законот.